Текстилците се во нов очај и тешка неизвестност откако и нарачките за заштитни маски драстично се намалија. Поголемата побарувачка и стотиците илјади маски кои завршија главно во Германија, Белгија и Холандија, сега работа имаат само неколку текстилни компании. Ако тамо април, мај рековме дека маските го спасија текстилниот сектор, производството на маски, сега веќе тие налози се намалуваат. И меѓутоа страшното е тоа што покрај намалувањето на производството на маски се намалуваат и количините на останатите нарачки, што се редовните нарачки кои што ги произведуваат компаниите. И тука можам да кажам дека во комуникација со членките рекоа дека скоро 50% од регуларните за овој период количини се намалени. Ударот најмногу се почувствува во Штип, каде помалите конфекции веќе се соочуваат со сериозен недостиг на работа. За сега од странските партнери нема нови нарачки, а како ќе биде понатаму, не знаеме. Велат од Штипска текстилна компанија. Стотици илјади заштитни маски изработени во овие погони овде изминативе месеци беа спас за текстилните компании на истокот. Сега нарачките се сведоа на минимум, а третата поголемина извозна индустрија во регионот се соочува со колапс. Клучен за сите нив е септември. И компаниите известуваат дека до септември имаат налози во она, како што рековме, преполовена количина и дека понатаму немаат никакви информации конкретни од своите брендови за кои што работат. И навистина во моментот сме во една ситуација кога немаме конкретно информации како би се продолжила, да речеме, годината, односно вториот период на годината, кога вообичаено од септември понатаму компаниите добиваат налози за зимската сезона, односно летната сезона. Носењето на заштитни маски е задолжително и тие уште долго време ќе бидат наше секојдневие. Сепак европските пазари засега се заситени со доволни залихи, па голема дилема е дали и кога повторно маски масовно ќе се шијат. Што и како во меѓувреме е прашање со голема и тешка неизвестност за околу 2000 текстилни компании во државата со околу 30.000 вработени. Речиси половината од нив се во македонскиот исток.